навистина не можам да опишам со зборови како се чувствувам кога знам дека сум ставен во учебник како пример за граѓански активизам. Секако тоа за мене е огромна чест, огромна радост, задоволство, од една страна прво, веројатно најмногу затоа што е сепак вреднувано сето она што јас индивидуално и секако со помош на сите оние кои што ми помагаат или заедно соработуваме, го имаме направено. Во учебник сакавме да биде ставено затоа што повторно сметаме дека формалното образование мора да застани на страна на таквите примери и е убаво да ги има баш во современото општество за да се следат действијата. Тоа од една страна го мотивира нормално Денис, например, меѓутоа и е одговорност за него да биде одговорен долгорочно во однос на неговите постапки и да остане верен на идејата. Веројатно почетокот можеме официјално да кажеме 2018 година кога се оформи Сдруженијето Аутизам АМК. Потоа следуваат многу настани, многу дружби, многу инклузивни песни, работилници. Едноставно тоа е мој начин на кој што јас можам да дадам и сакам да дадам придонес. Чисто кратко како пример, например, во однос на тој граѓански активизам успеавме на школка по иницијатива на Сдруженијево да се монтира пристапна рампа, што навистина е за мене огромен чекор, а треба многу малку. Може да биде како алатка, значи може да биде прирачен на некој начин, да видиме што правеле луѓето пред нас и што прават луѓето сега. Ако треба да ги споредам двата света, едниот е претходен свет каде што беше партиципацијата беше аналогна на некој начин, значи се собиравме по телефон или ќе видиме на вести на телевизија или автентично се собираа граѓаните на некој протест или некоја акција. Сега е дигитално во голема мерка. Што значи тоа? Тоа значи дека има еден термин се вика кликтивизам. Значи, кликаме на Facebook и сме дел од некаков процес кој што мислиме ќе промени работите. Прашање дали дигиталниот активизам може да замени физичкиот активизам. Во суштина станува збор за термини што го опишуваат активизмот кој се случува од удобноста на нашите троседи или каучи. Често вклучува онлайн активности како што се споделување информации од веб страни, потпишување онлайн петиции, вклучување во социјалните медиуми преку лајкнување на содржини, споделување или твитување на некоја кауза. Понекогаш се менуваат профилни слики за да се покаже солидарност и слично. Во суштина, поединците поддржуваат одредена кауза преку онлайн активности, без активно да се вклучат во офлайн активности. Политика најмалце е она за што ние секојдневно гледаме вести. Политика е секој сегмент од нашиот живот и е многу важно граѓаните да бидат едуцирани и еманципирани во таа насока. Затоа што едукацијата уствари еманципира, затоа сакам овој учебник да биде наше дело кое што понатаму ќе ги еманципира граѓаните, кои што треба да бидат свесни дека тие се актери во заедницата во која што живеат и тие можат да допринесат. Од чисти патеки во зимно време за кој што нели сите видовме дека се паѓа и дека се крши колк или нога, до други поголеми идеи или поголеми остварувања кои што секој како различно со капацитетите може да ги оствари, да допринесе за јавно добро и за јавен интерес.